In 5, 4, 3, 2, 1. Добар ден, јас сум Сара Моратовска, дел од новинарскиот клуб на Средното училиште Таки Даскалот. Тука сме со Марија Ташковска од Младинскиот совет Прилеп. Прво сакам да се заблагодарам за вашето присуство тука, ви благодарам што одвоивте малце време за нас. Моето прво прашање е од кога постои невладината организација? Здраво и од мене, ви благодарам за поканата, мило ми е што ќе бидам дел од денешниот подкаст. Јас сум Марија Ташковска, како што ме најави, работам во Младински совет Прилеп, програмски асистент и сум одговорна за спроведување на домашни и меѓународни проекти во организацијата, како и за квалитетно извршување на активностите во рамките на целата организација. Младински совет Прилеп постои од 1999 година и активно работи со младите и за младите. Младински совет Прилеп е организација која што ги превзеде првите чекори во практична имплементација на моделите за младинско учество во земјата и придонесе кон вклучување на младите во процесите на донесување на одлуки во заедницата. Благодарам. Кои проекти се реализираат во Прилеп и Пелагонискиот регион? Така, Младински совет Прилеп работи не само на локално ниво, туку и на регионално ниво. Моментално проект кој што го имаме уште од минатата година, од месец јуни, е проектот Младинско учество за одржлив развој на руралната заедница, при што целта на проектот беше да се зајакне младинскиот активизам и учество на младите од општина Кривогаштани, па би сакала да го споделам и тој момент кој што ги имавме вчера. Значи вчера тимот на Младински совет Прилеп организираше тркалезна маса, каде што имавме можност да ги седниме на иста маса младите со донесувачите на одлуки и младите имаат можност да си ги кажат нивните потреби и предизвици со кои што се соочуваат во општина Кривогаштани, се со цел дека ќе бидат слушнати од страна на локалните власти и ќе бидат земени во предвид нивните мислења. Исто така работиме и со други проекти на локално ниво во општина Прилеп, се со цел да го зголемиме младинскиот активизам и учество. Тоа е една од главните и стратешките цели заради која што постои и организацијата. Ви благодарам. И последното прашање ми е што прави Младинскиот совет за младите од Пелагонискиот регион? Како што кажав и претходно, Младински совет Прилеп не само што ги вклучува младите во процесите на донесување на одлуки, туку секојдневно се труди да ги вклучи во разни активности, обуки, семинари, се со цел да го развие нивниот не само личен, туку професионален развој. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата.